Членовите на Планинарско-спортското друштво Осогово за внедела најавуваат активности во реонот на Осоговијата, при што ќе работат на маркирање и бележење на патеката од селото Рајчани до местноста Раткова скала. При тоа ќе се реализира и чистење на патеката и поставување таблички и ознаки, со што ќе се обезбеди полесно движење на планинарите и на граѓаните рекреативци. Од друштвото ги повикуваат членовите и сите заинтересирани да се вклучат во акцијата, при што неопходно е со себе да понесат каков било алат за расчистување на теренот каде што поминува планинарската патека. Собирното место за поаѓање кон локацијата е од паркот во Кочани, а тргнувањето е во 6 часот изутрина. Превозот до локацијата е со возила, при што надоместокот изнесува 100 денари, а заинтересираните за учество треба да го контактираат председателот на Планинарското спортско друштво Осогово Тошо Антов. Од друштвото најавуваат дека наскоро источниот регион треба да добие и своја планинарска трансфер зала. Идејата за нејзино оформување е скоро од цела една деценија, а на неодамно одржаниот состанок во Пробиштип, на кој присуствувале представници од планинарските друштва во регионот и од Планинарската федерација на Македонија, се разговарало за иницијативата. При тоа е договорен работен тим кој треба да ја исцрта и реализира трансфер залата. Таа ќе се движи исклучиво по сратовите на планините и преку нивните врвови, а во моментот во нашата држава има само една таква трансфер зала и тоа во Западна Македонија. Таа е со должина од 180 км, при што најниската точка на целата патека е 2100 метри, а поминува преку 8 врвови со височина над 2100 метри. Целта на оформувањето на источната планинска трансфер зала е да се привлечат што поголем број туристи и планинари.